Задачата гласи: експериментот е во една кутија има 8 црвени, 2 плави и 10 жолти топки. Се измешат сите топки, па без гледање се извлекува една топка. Се запишува добијаната боја. Колку е веројатноста дека запишаната боја е црвена? Да се напиши PDF-от на експериментот. Ова значи табела на веројатностите. Значи, првото нешто што секогаш прашуваме е кои се можните исходи од експериментот. Докаде е експериментот? Е тука, до тука. После почнуваат прашањата, колку е веројатност и така натаму. Значи, решение. Што имаме во рака кој ќе заврши експериментот? Лист со запишена боја, така? Значи, кои се можните исходи? Што е омега? Тоа е множеството на можните исходи. И тие можните исходи, што може да биде запишено на листот? Може да пише црвено, плаво или жолто. Може да пише Ц за црвено, П за плаво или Ж за жолто. Тие се трите можни исходи. Нема друг исход и не може и едното и другото да се случи, значи се дисјунктни, значи експериментот е добро дефиниран. Сега, од нас што се бара? Се бара веројатноста да е црвена. Значи, веројатноста да е црвена. Дали имаме некои проценти или децимали тука? Немаме. Значи, мораме да најдеме нешто што објаснува еднаква можност. Тоа е ова целото, се измешат сите топки, па без гледање се извлекува една топка. Што значи тоа? Дека извлекувањето на било која од овие топки е еднакво можно. Значи, извлекување на било која од колку се? 8 плюс 2 плюс 10 еднакво на 20 топки е еднакво можно. Од тамо ќе ги вадиме веројатности. Значи, имаме вкупно 20. Тоа ќе биде N. Е еднакво на тоа. Колку има вкупно? N е еднакво на 20. Значи, веројатноста на црвено се колку што има црвени verse N. Тоа е колку 8 verse 20. Со дигитрон 8 делено на 20 е еднакво на 0,4. Тоа е 40%, ако сакаме да знаеме. Значи, со ова одговоривме на првото прашање, тука колку е веројатноста дека запишаната боја е црвена. Еве. За таблицата, за табелата ни треба и за плаво и за жолто, значи имаме веројатноста на плаво, се колку што има плави, verse N, колку имаше плави? 2, verse 20, 2, verse 20, еднакво на 0,1. 10%. Множиме со 100, за да добиеме ова. И жолто, значи, веројатноста на жолто, би требало да е 10-50%, бидејќи треба секогаш да се собираме до 1, а имаме 40 плюс 10, 50, би требало да е 50. Бројот на жолти, verse N, еднакво на 10, verse 20, со дигитрон, 10, verse 20, еднакво на 0,5, и сега, колку да ви покажам, по 100 е 50%. Значи, 0,5 и уште еднаш треба да ги собереме овие. Значи, точка 4 плюс точка 1 плюс точка 5 е еднакво на 1. Сега. Значи, ги имаме ова трите и сега треба да правиме табела. Еве, табела, бидејќи се само 3 исходи, можеме хоризонтално со
еден ред за исходи, еден ред за нивните веројатности. Значи, ни треба ова единци и црвено, плаво и жолто. Значи, имаме X или омега, како треба да се означува, не е важно. Црвено, плаво и жолто. И веројатноста на X е 0,4, 0,1 и 0,5. И со тоа сме готови. Ова ни е PDF-от, односно табелата на веројатностите, и ова е веројатноста на црвено.